Добро утро, Дејан. Добро утро. Стандардно со една кратка анализа за она што се случува во регионот и светот, ќе почнеме со нашите соседи Србија, Косово. Се случува нешто со нивните релации, што е ново на тој план? Се случува таму повеќе, би рекол, децении, така да имаме само последни мигови кои се последните информации во нивните релации. Имено српскиот претседател Вучич на една од конференциите кои се одржа пред 2 дена ги спореди односите на Косово и Србија, како оние настани во Нагорно Карабах, ќе потсетам, каде што Арменија и Азербејџан повеќе децении се борат за тоа чие е Нагорно Карабах и кој имаше до пред 2 дена вистинска војна, со посредство на Москва се запре таа војна. Значи Вучич го нарече Нагорно Карабах и Косово ги поистовети, велејќи дека Нагорно Карабах е вистински пример како еден замрзнат конфликт може да дојде до ескалирање на состојбата и до војна. Ова Косово и пред се Албанија, но Косово пред се, и нивните политичари го протолкува оваа изјава на Вучич како закани од Србија за започнување на војна, бидејќи ги поистоветува нели Ерменија и Азербејџан дека може исто и Косово и Србија да влезат у војна, а негирајќи дека Косово е замрзнат конфликт и велејќи дека преговорите кои се сега во моментов нели стопирање меѓу Белград и Приштина не треба да продолжат, туку треба откако Косово ќе влезе во НАТО како членка на НАТО, тогаш да се врати на преговарачка маса и да преговара со Косово. Уште еднаш ќе потенцирам, проблемот е што Косово смета дека косовскиот проблем не е замрзнат конфликт, туку Косово е нели според нив независна држава која сака да се интегрира во НАТО и Европската унија. Само тогаш кога ќе се интегрира во НАТО и подоцна во Европската унија заедно со Србија, бидејќи Србија нели не ќе во НАТО да влезе, тогаш ќе можат на преговарачка маса да ги продолжат преговорите. Се разбира, ова дополнително ги прави проблемите помеѓу Белград и Приштина, ако се земе во предвид дека почнаа некои нови рунди на преговори изминатите 3 месеца за стопираниот процес на преговорите меѓу Косово и Србија беше повторно започнат, иницииран од страна на администрацијата на Доналд Трамп. Меѓутоа со промената на Трамп, веројатно сега што ќе се случи со оглед на фактот дека не беше многу одамна кога и едната и другата држава потпишаа билатерален договор со САД. Како сега ќе влија ново настанатата состојба, односно промената на власт? Проблемот е што по неуспешниот обид на Обединетите нации да посредуваат во преговорите меѓу Белград и Приштина. Потоа се вклучи Европската унија, која исто така не успеа да му даде дополнителен кураж, би рекол, на овој процес. Се вклучи администрацијата на Трамп. Токму пред 3 месеца или 2, нели ние во ова студија го разговаравме тој почеток на предоговорите и специјалниот пратеник на Трамп Ричард Гренал. Сега со промената на состојбите нели од претседателските избори, каде што се поочигледно е, да не кажеме и дека е 100% веќе готово дека Трамп се заминува и дека доаѓа Џозеф Бајден, полека ми се чини дека косовската страна се охрабрува, ќе земеме една традиција во и неформална информација дека е јасно дека демократите на американските демократи како партија, па и Џозеф Бајден самиот се повеќе наклонети кон Приштина, додека па Трамповата администрација некако беше повеќе наклонета кон Србија. Сега ми се чини дека Косово добива нов ветер во грб и дека во наредниот период ќе си бара оние повластници за кои сметаше дека се загубени поради вмешувањето на Трамп во овие преговори, сега некако да ги има американците и новата администрација на Бајден како вистински сојузник во остварувањето на она за што се залагаат, а тоа е меѓународно признавање на Косово и преговорите со Белград и Приштина. Повторно ќе кажам, тие сметаат дека тоа не е замрзнат конфликт, дека Косово е независна држава и дека треба рамноправно да седи на столчето на НАТО и на Европската унија со останатите држави од регионот. Го ја начнавме темата за тоа како ќе влие промената на власта во САД. Се уште е неизвестно или сосема известно, но се уште се заглавени изборите во американските судови. Што се случува во овие неколку денови? Веќе ако можеме да судиме според американските медиуми, па можам слободно да кажам дека последниве денови некако како
едни исти вести да гледаме? Па едни исти вести натаму правните тимови на Доналд Трамп на републиканците во 5 сојузни држави се обидуваат да ги оспорат резултатите, пред се оние резултати кои се дојдени преку американската пошта, значи систем на гласање преку американската пошта. Еве пред малку и ти ми прочита како последна информација од тикерите дека во Пенсилванија заврши пребројувањето на гласовите каде што Трамп е победник, но тоа и не беше спорна сојузна држава, има уште 4, Северна Каролина, Мичиген, Џорџија, да не ги набројувам, но што и да биде во тие 5 сојузни држави, нема битно да се смени во односот на силите помеѓу Трамп и Бајден. Ке потсетам, треба да се освојат 270 електорски гласови, Бајден веќе има 279, Трамп од 213 се доближил на 218-19, не знам точно која е прецизна бројка, но разликата е голема. Она што е јасно е дека Трамп засега одбива да ги призна изборите, да му честита победа на Џозеф Бајден. Од друга страна, постои една реченица која во американските медиуми се врти, а тоа е дека новиот американски претседател Бајден ќе стапи на функцијата и не зависи од тоа дали претходниот ќе му ја честита победата или не. Она што е опасно во моментов е дека Трамповата администрација има уште 69 дена според американскиот устав да седи во Белата куќа, уште 69 дена е претседател на САД, ги има сите полуги на власт и сега се стравува дека тој веќе започна, не известувавме изминативе денови за кадровските реконструкции пред се во Министерството за одбрана и во Пентагон, имено разрешене министерот за одбрана Еспер и неколку генерали кои беа на битни позиции во американската администрација. Ставени се некои нови кои имаат порадикален пристап кон некои работи како што е кон Иран, како што е кон внатрешната политика. Се стравува дека овие кадровски промени се опасни во време на претседателската транзиција во Белата куќа. Се стравува дека Трамп би можел да изведе воена интервенција врз Иран и така да му ги помати конците на идниот претседател Бајден, кој сакаше со Иран да ги намали тензиите. Исто така се стравува дека евентуално нови немири кои републиканците и Трамп би ги направиле наредните денови како резултат на изборна кражба, може да извади и војската на улиците, бидејќи као претседател има право да нареди маринците да излезат на улиците и да ги сузбијат евентуалните немири. Затоа велам, во наредниот период ќе се изнагледаме се и се што најверојатно до транзицијата на власта. Така, од понеделник ќе продолжиме со оваа анализа, ќе видиме дали нешто ќе се промени. До тогаш, Дејан Андоновиќ, ти благодарам и за денешната анализа за настаните од регионот и светот. Благодарам и на вас.